Шанса за нов живот и нов почеток. Вака може да се опише случајот со уметникот Златко Крстевски од Прилеп, за кого во јануари годинава правевме сторија за тешките услови во кои што живееше без струја, бидејќи немаше пари да ги плати сметките. На минусни температури дома седеше облечен со капи и јакни, покриен со кебиња, со искршени прозорци и без храна. По сторијата за овој период, огромен број на граѓани, компании, јавни предпријатија, општини, МПЦ, Синдикатот за култура, донираа храна и пари, а општествено одговорни компании му наместија во целиот стан нови ПВЦ прозорци. Сметката за струја му ја платија хумани граѓани, а со дел од парите си купи клима уред и нови платна. Дел од делата му беа откупени, а има и доста порачки за воиднина. После објавениот прилог се смени мислењето во јавноста дека има луѓе кои исклучиво живеат од уметност и за уметност и значи луѓе се заинтересира да откупа некои дела и да станат собственици на ова уметност што ја работам јас, пример, конкретно, значи слики во мастено платно. Сега имам таа можност да се вратам на уметноста, бидејќи јас работам некомерцијална уметност и претежно ги правичев по меѓународни изложби, фестивали, значи башка мој учество на тие меѓународни изложби, фестивали, симпозиум, слично. Најголема промена по објавата на прилогот е тоа што Министерството за култура со договор на дело го ангажираше Крстевски во ликовната галерија во Центарот за култура Марко Цепенков. Најголема како придобивка се покажа вработување во културна институција, јавна културна институција во Домот на културата и посебна благодарност до Министерството за култура на Република Македонија. Крстевски искажува огромна благодарност за сите оние кои што му помогнаа да го промени својот живот и упати порака таа поддршка да продолжи за сите уметници. Мојот случај фактички кој беше снимен во медиумите поттегна многу прашања за уметниците кои се најдуваат на дното и кои живеат и екзистираат исклучиво од уметноста, значи во овој случај на ликовна уметност. Значи да се помогне уметноста, значи да им се помогне да се откупува фактички нивни дела или да бидат ангажирани во некои јавни фирми, општествени одговорни. Првиот прилог беше направен за денот кога е роден денот на уметноста, а денес околу 4 месеци подоцна за меѓународниот ден на уметноста. Нека овој случај биде пример како да се поддржуваат уметниците кај нас, кои што се наши големи амбасадори во светот. За Сител, Дарко Штарговски.